Општина Могила, која што се наоѓа на само неколку километри од општина Битола, се наоѓа во една голема градежна експанзија. Се асфалтираат улици, хортикултурно се уредуваат парковите, се градат детски паркови и се гради плоштад во центарот на самата општина во селото Могила. Подетално за сите овие проекти кои што имаат цел да се подобрат условите на жителите кои што живеат во оваа општина, денеска ќе поразговараме со првиот човек на општина Могила, градоначалникот Стево Пивковски. Добро утро за вас, пред се ви благодарам за времето кое што го одвоивте со цел да ги информираме нашите гледачи за вашите тековни активности и проекти. Добро утро, значи до сите гледачи. Поздрав до сите граѓани на општина Могила. Значи она што го најавивте е дека во Могила веќе е една голема градежна експанзија. 2016 биде година на радоста на сите граѓани на општина Могила, затоа што со овие низа проекти го подобруваме значи квалитетот на живот на сите граѓани во општината. Офатени се сите населени места, значи се градат улици, се подобрува тој квалитет, таа комуникација на граѓаните, значи да комуницираат полесно, да ги остваруваат сите тие активности кои што следат за секојдневното живење. Еве гледате и во општина Могила, пред општинската зграда се прави еден прекрасен плоштад со хортикултурно уредување, каде што би рекол руралните средини како општина Могила да не ликуваат на урбани средини. За 10 на 15 дена ќе почне уредување и на влезната улица, значи во населеното место Могила. Од двете страни ќе постојат тротоари за движење на пешаците и затоа викам во следната прилика кога ќе бидете наши гости тука, ќе Могила да наликува на една урбана средина. Она што го кажав, значи тековно се работи на инфраструктура на селски улици во сите населени места. Тоа е еден проект кој што би рекол после лошото доаѓа добро. Од поплавите, значи добивме помош од Европска унија, каде што со помош на UNDP, значи се имплементира тој проект. Веќе отпочнати се во неколку населени места Ивањевци и во Лознани, направени се низа улици. Проектот продолжува кон село Ношпал, Добрушево, офатени се сите села и во втора етапа се распишува значи нов тендер за офаќање на преостанатите населени места во општина Могила. Така, навистина голем број проекти реализира вашата општина, како што кажавме, со цел пред се да се подобрат условите на самите жители, а тука е нели и онаа цел општината од рурална да прерасне во урбана. Еве, еден чекор кон самото тоа се самите улици, нели што пред малку ги спомнавте што се реконструирани. Исто така е нели изградбата и уредувањето на плоштадот тука во селото Могила. Што друго работите на тој план за да прераснете на некој начин општина Могила од рурална во урбана општина? Па значи тука не смееме да забораваме значи владата на Република Македонија преку Агенцијата за финансиска поддршка, каде што имаме прилично еден голем буџет на средства каде што ќе се искористат. Во моментот отпочната е постапка за изработка на урбанистички планови за сите населени места во општината. Тоа би рекол е темелот на општината. Ова можда требаше многу порано, еве со помош на Агенцијата за финансиска поддршка се прават урбанистички планови за сите населени места. Тука значи правиме поврзување на регионален со село, тие се две села, Свето Тодор и Мусинци во должина од 5 км со помош од Агенцијата за финансиска поддршка. И мислам дека сите овие низа проекти кои што се оваа година ќе допринесат точно за еден поквалитетен живот во општината. И затоа сметам дека со овие низа проекти би рекол 95% ќе ги задоволиме потребите на граѓаните со пристапна улица, со чиста вода за пиење и затоа викам дека Могила полека ќе наликува на една урбана општина. Така, уште еден проект кој што го спроведувате во соработка со Центарот за развој на Пелагонискиот плански регион е изградбата на летната сцена. Еве докаде е таа процедура и верувам дека токму на таа сцена ќе се одржи овогодинешното издание на фестивалот на Елена и Константин. Да, точно што кажавте, Могила значи не заостанува и на културен план. Тука изградивме една прекрасна летна сцена каде што еве за прв пат во центарот на Могила овој препознати фестивал, единствен би рекол во Република Македонија фестивал на дуети, ќе се организира, точно ќе биде едно свечено отворање на оваа летна сцена. Ги поканувам значи сите граѓани, не само во околината од Република Македонија. Тука значи доаѓаат и они селеници могилчани кои што се надвор од диаспората. Тој фестивал представува едно зближување, едно дружење. После фестивалот има една могилска би рекол дружба вечер каде што се собираат неколку илјади граѓани и мислам дека еве уште еднаш
апел, покана за учествуваат, да ја видат и летната сцена, но и да ги видат Могилчани и да се дружат во тој ден. Така, на вистина убаво културно случување, ве покана и од мене до сите кои што сакаат да присуствуваат да повелат на овој фестивал на дуети. Во пресред на фестивалот дали можеме да им откриеме на нашите гледачи што ќе имаат можност, кој се ќе биде дел од овогодинешното издание на фестивалот на дуети? Пак од година во година, значи овој фестивал добива едно реноме и прераснува, оди на еден голем квалитет, значи она цела музичка естрада во Република Македонија од највисока класа, значи ќе биде присутна. Рано да ги откривам сите пејачи за брзо време, значи за 10 дена ќе бидат истакнати, ќе ги видиме на нашите реклами, но би рекол таа една елитна естрада кој што ќе земи учество, таму ќе има значи 20 на дуети и после тоа значи ќе има, како што реков, забава со исто така реномирани пејачи и после тоа во утринските часови значи ќе прерасне и она дружба на младите со забавна музика. Така, сега ќе ги оставиме нашите гледачи во исчекување нели околу сите учесници на фестивалот, но се разбира дека навремено ќе ги информираме за сите детали. Кажавме дека на вистина голем број проекти се спроведуваат во вашата општина. Ете исто така во тек е уредувањето на реката Шемница, докаде се активностите таму? Значи еден дел ланска година преку Бирото за регионален развој заедно со Пелагонискиот плански регион направено уредување значи на речното корито, каде што кажав тоа место ќе биде едно атрактивно место, тоа ќе биде едно капалиште, тоа ќе биде еден почеток за сите оние млади кои што не знаат да пливаат. Значи јас во овој период веќе сум во контакт со неколку би рекол наставници и учители кои што ќе направиме една летна школа каде што ќе ги вклучиме сите дечиња од нашата општина кои што имаат желба да научат да пливат и таму значи заеднички ќе ги посетиме да видиме. Тоа ќе биде едно прекрасно место каде што ќе можат сите оние млади кои што сакаат да научат да пливат. Таа школа ќе организираме значи во овие летни 2 месеци се до почетокот на учебната година и мислам дека Могилчани кога ќе излезат надвор ќе знаат да пливаат по нашите езера, секаде онаму кај што ќе треба да не представуваат. Така, морам да се согласам дека на вистина убаво рекреативно катче ќе добијат Могилчани пред се. Кои се оние позначајни тековни активности, тековни проекти што не ги спомнавме, што ги работите во моментов и кои поголеми проекти ги планирате за воидниот период? Па значи има еден проект, би рекол интересен и добар проект за општината, значи ние не само ги црпиме овие наши средства од агенцијата и од владата на Република Македонија, значи тука интересно е да се спомене еден проект за енергетска ефикасност кој што веќе се имплементира, наместено е парно грејање на комплетно на општинската зграда. За неколку дена ќе биде набавена пелетерка кој што ќе се прават пелети од таа отпадна слама и мислам дека Могила ќе биде пример број 1 во Република Македонија за искористување точно на тие отпадни сировини. Со тоа ќе направиме заштеда, затоа што во овие сите минати години општината се загреваше на електрична енергија, знаете, тоа е еден голем трошок. Мислам дека тука ќе ги смарлиме сите трошоци околу грејањето. И понатаму продолжуваме, имаме аплицирано уште на неколку проекти во меѓугранични проекти. Мислам дека кога еден проект се имплементира добро, значи следуваат ќе и други проекти. И мислам дека во иднина јас се фокусирам, имаме комплетна проектна документација за поврзување на 10 села со градски водовод Битола, каде што проектот би рекол тежок проект, околу 800 до милион евра. Значи побарано до Министерство за транспорт и врски, до владата на Република Македонија реализација на овој проект. Доколку значи во идна година почне со реализација на овој проект, значи комплетно ќе бидат офатени сите оние 23 села во општина Могила, ќе добиваат чиста вода за пиење, затоа што се докажа во време на поплавите за овие 10 села ти имаат артерски бунари кои водата е технички неисправна. И затоа велам ова е еден голем проект и уште еден голем проект морам да го споменам, тоа е поврзување на нов крак за наводнување од хидросистемот Стрежево за нови 2000 хектари земјиште и точно на овој предел, значи сакам да најавам нешто, имам поднесено барање до Министерство за земјоделие да се направи на оваа површина од 2000 хектари консолидација на земјоделското земјиште, укрупнување, со тоа да докажеме како да бидат нашите земјоделци, значи попродуктивни, да ги окрупнат своите површини. Тука ќе бидеме значи ние пазарно врзани
да ги зголемиме своите вредности на нашите производи и мислам тоа ќе биде пример. Имаме во соседството, значи тука во општина Битола во село Егри направена е консолидација во завршна фаза. Могила, значи ќе биде со тој проект мислам вклучена преку ФАО да се направи консолидација на тоа земјоделско земјиште. Уште еден проект, градоначелник, кога сме веќе кај наводнувањето на земјоделските површини, она на што работите е искористување на водите. Зашто поконкретно станува збор? Па значи во овој период би рекол општина Могила срцето на Белогонија, точно во овие неколку месеци е потребна вода за наводнување. Ние како општина дадовме предлози до Министерство за земјоделие, до управата за води. Предвидено 3 локации, тоа е локацијата измеѓу Беранци и Српци, зафат тие се мини акумулации кои што ќе возможат 200 до 300 хектари да се постават системи за наводнување. Еден во делот на Ивањевци и еден дел во Путуру Црничани. Тие се предлози дадени, значи ние за скоро идната недела ќе имаме посета од агенцијата од управата за водостопанство, каде што ќе се направи во овој период истражување на местото за постување на тие мини акумулации и колку количина вода може да се собери на овие 3 посакувани мини акумулации. Во моментот правиме, значи, со помош на Битолско поле расчистување на речното корито на Шевница, веќе се направени 2 километри. Расчистувањето е на сливот со река Црна и продолжуваме, значи, со Битолско поле со новото АД водостопанство на Република Македонија, расчистување на дополнително 6 км на реката Шевница, кој што ќе добиеме еден подобар проток, затоа реката Шевница е еден вентил за испуштање на хидросистемот на Среđeво, значи тука ако се случи, значи, до зголемување на водостојот на Среđevo, преку оваа река, значи, може да се намали водостојот на системот Среđevo. И уште едно барање беше моја прошла година, значи на река Црна да се направи еден зафат, да го искористиме старото речно корито на Црна, каде што ќе можат дополнително 2000 хектари да се направи систем за наводнување. И затоа велам сите овие низа проекти ќе го подобрат стопанството, земјоделството во општина Могила, ќе се добиваат поквалитетни производи, повисоки количини на производ и затоа мислам дека овие се доста интересни и корисни проекти за општина Могила. Така, потполно се согласувам дека навистина голем број на проекти кои што ги реализирате и проекти кои што ги најавивте дека планирате да ги реализирате во вашата општина, со таа цел, единствена цел да се подобрат условите за живот на жителите од општина Могила. На самиот крај ми останува да ви се заблагодарам за вашето гостување, подетално што ги информиравме нашите гледачи за сите тековни активности. Ќе ви посакам уште многу успехи во иднина и се разбира многу реализирани проекти. И јас ви се заблагодарам, значи, за сите овие активности што не следите. Би рекол, вие сте кои што не пратите и ни укажувате и што правиме и што треба во иднина да правиме и тоа е еден добар показател за успешна соработка со вашата телевизија.